Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео на Малиот принц за разбуденото семејство на тема ставање крај на борбата помеѓу браќата и сестрите. Секој родител знае дека вообичаено е децата да се караат заедно, сепак неколку работи нас не потикнуваат повеќе отколку само да бидеме едни неми сведоци како тие го ослободуваат својот гнев и својата доминација еден врз друг и токму поради тоа неизбежно и ние да бидеме несвесни кога го спротивставуваме едниот брат или сестра со другиот, означувајќи го едниот секогаш како добар, а другиот секогаш како лош. И се разбира дека ваквото етикетирање никогаш не може да го запре негативното однесување кај нашите деца, туку уште повеќе само го поттикнува и го продолжува. Првиот чекор кон ставање на крај на војната помеѓу децата, односно помеѓу браќата и сестрите, треба да го направи родителот. Што значи тоа? Тоа бара од нас да ја ослободиме тенденцијата да ја префрламе секогаш вината само на едно дете, со што ние на некој начин ќе го избегнеме чувството на создавање конкуренција еден спрема друг. Значи, нашиот одговор каков ќе биде во конфликтот кога се јавува помеѓу децата е клучен фактор за тоа дали нашите деца ќе се зближуваат, ќе бидат блиски или пак ќе се разделуваат, постојано ќе бидат во кавги еден со друг. Значи, најважно е да имаме на ум дека децата ќе ја моделираат својата врска со односите помеѓу нив во зависност од тоа како гледаат тие, како нас не гледаат, како ние ги негуваме односите во рамките на семејството помеѓу членовите, исто така со партнерот, со роднините, со пријателите и така натаму. Значи, кога децата ќе видат дека ние не сме повеќе збунети како родители, не заземаме страна секогаш кога има конфликтни моменти помеѓу нив, ќе видиме дека постепено конфликтот ќе исчезнува. Меѓутоа, за да се случи ова, императив е родителите да можат да ја заустават секогаш својата желба за да контролираат во таквите моменти. И меѓутоа, после подолго време, ако видиме дека помеѓу браќата, дека еден од браќата или сестрите продолжува да покажува едно диво однесување, едно импулсивно однесување, тогаш ние како родители треба да бараме да се справиме само со тоа дете, независно, самостојно од другото дете, затоа што свесниот родител секогаш внимава да не зазема страна и да ја почитува убавината на секое дете. И на тој начин ќе може да се воспитуваат деца кои што ќе се врзуваат едни со други, ќе можат да се почитуваат, ќе бидат заштитнички настроени еден спрема друг, ќе можат да бидат грижливи еден спрема друг и така натаму. Родителите често пати слушајќи го ова протестирале кај авторката Шефали и велела: што ако моето дете секогаш го тепа другото дете, што да правам тогаш? И авторката Шефали во оваа смисла одговарала: родителите секогаш оваа состојба сака да ја прикажуваат црно-бело. Во смисла на тоа, каде едното дете секогаш е во улога на сторител, а другото дете е секогаш во улога на жртва. Меѓутоа, многу е битно родителите да знаат дека ова однесување, овие состојби не се случуваат во дадениот момент, не се случуваат во наносекундата, туку ова однесување всушност представува модел на однесување кое што се развива во рамките на семејството и кое што претходно е дадено од согласност од страна на родителите. Значи, и тогаш авторката Шефали им велела на родителите, ги советувала во тој момент, само ако направите еден чекор наназад и се тргнете непристрасно од децата, ќе забележите всушност колку самите вие играте голема улога во проблемот на нашите деца, кога настанува конфликт помеѓу нив. Затоа што без вие да сте свесни, на некој начин вие играте улога на фаворит спрема едното дете, со што во истиот момент дозволувате другото дете да завземе улога, да влезе во улога на жртва. А ова најверојатно ќе се случи со она дете кое што чувствувате
поголема сочувствителност кон она дете кое што сметате дека е послично на вас по карактер и кое што не ве поттикнува толку многу колку другото дете. Се разбира дека ова сознание не било лесно за родителите кои го дознавале, затоа што никој не сака да мисли дека чувствува поголема сочувствителност во однос на другото дете. Меѓутоа, вторката Шефали им кажувала да не се секираат родителите во врска со тоа, затоа што ова било појава не само кај нив, туку појава кај голем број на семејство се случувало. Меѓутоа, истото таа им му кажувала дека има можност да промени, доколку сакаат родителите да го променат ова нешто, значи мора прво да се изјават на себе си, а потоа да им кажат на децата дека повеќе нема да скокаат импулсивни да бидат секогаш кога ќе имаат кавга еден со друг и дека нема да ги спасуваат еден од друг. Туку двете страни ќе ги третираат подеднакво одговорни, без разлика на дадената околност. Значи, ако и двајцата влегуваат во кавгата, и двајцата ќе бидат одговорни. И штом децата ќе почнат да го разбираат тоа нешто, дека повеќе нема да бидат спасувани од родителите, дека повеќе нема едното да го добива поголемото внимание од родителот, поверојатно е дека негативното однесување со текот на времето ќе исчезне. Меѓутоа, ако едното дете ќе видиме дека и после тоа навистина останува насилник спрема другото дете, тогаш од наша страна може би ќе се бара ние да научиме некои дополнителни вештини, да побараме дополнителни инструкции од стручни лица. Меѓутоа и ова понатаму, ако и после ова останува детето да биде насилно, тогаш може би ќе треба да се оди на семејна терапија. Меѓутоа, без разлика кои да се причините, секогаш родителот колку повеќе се исклучува од тоа негативно етикетирање спрема своите деца, тогаш ќе видиме дека негативното однесување кај нашите деца постепено ќе почне да исчезнува. Исто така и родителите кога биле загрижени во врска со тоа за безбедноста на помалите деца од страна на постарите деца, Шефали ги советувала родителите, им велела не е ваша работа вие да барате постарото дете да биде одговорно да го чува вашето помало дете. Затоа што вие таков товар, ако му ставите на вашето дете да биде добро, да се однесува добро спрема него, да биде одговорно, можно е да се создаде едно чувство на отпор кај вашето дете. Затоа што секое дете не е доволно зрело за да биде во близина на помалото братче или сестриче. И затоа е потребно во почетокот да се создаде еден простор на разделеност помеѓу нив. Значи, наместо ние да очекуваме наеднаш дека постарото дете ќе може да ги заузди своите незрели импулси, што најверојатно е дека нема да може тоа да го направи, наша задача како родители е да создадеме еден безбеден простор помеѓу нив во таквите моменти. Затоа што природно е родителите секогаш да ги држат постарите браќа и сестри на едни повисоки стандарди од помладите, кое што нешто пак од друга страна доведува и создава чувство на огорченост, создава чувство на незадоволство помеѓу браќата и сестрите, кое што понатаму може да прерасне во ривалство помеѓу нив, во една конкуренција помеѓу нив. И на истиот начин се случува истото кога вообичаено родителите со сила ги тераат децата на соработка, со сила ги тераат да се сакаат, да се зближуваат децата. Значи, се она што не е природно, не е против природната енергија помеѓу децата во рамките на семејството доведува до вакви проблеми. И, значи, особено кога родителите се загрижени, дали децата ќе се согласуваат, дали нема да се согласуваат, дали ќе се чувствуваат блиски или не. Значи, ова енергија, ова вознемиреност кај родителите секогаш предизвикува децата да се оддалечуваат едни од други, затоа што на крајот на краиштата битките кои што се случуваат, конфликтите кои што се случуваат помеѓу децата во рамките на семејството се секогаш ендемични. Значи, секој од нив на свој начин си се поврзува или пак се кара.
Значи, што е меѓутоа, она што нас децата не учат е дека ние како родители треба да ги учиме децата тогаш во таквите моменти да соработуваат, како да ги решаваат конфликтите, но за тоа нешто, значи навистина како родители треба да бидеме опремени со одредени инструкции, со одредени вештини, да знаеме како да влеземе, да играме во улоги кое што од нас бара навистина да бидеме трудолюбиви, навистина да бидеме издржливи во таквите моменти, за да можеме да го направиме тоа. Значи, и токму поради тоа, значи, свесното родителство подразбира родителите да можат да знаат дека треба од најмала возраст кај децата да го сеат семето на сочувствителност помеѓу децата, за да можат секој од нив да свети со својот ореал во нашето внимание, во нашата валидност и на тој начин да ги потикнеме нашите деца да имаат желба да растат во една блискост и во еден афинитет еден со друг. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.